Господин Димовски, ако дозволите, имам две прашања. Едното е коментар ваш. Од една страна велите дека договорот од Пржино е потполно исполнет и дека треба да има избори, а ќе присуствувате на преговорите во Виена каде што треба да се имплементира тој договор. Дали вие со тоа признавате дека договорот од Пржино не е исполнет? И второ, околу протестиве, пошто постојано велите дека била запалена институција, подетално која е таа институција која беше запалена за време на овие протести и сквернавање на спомен обележја. Кои се тие спомен обележја кои беа сквернавени се за овие протести? Да. Веројатно сте присутен на протести. Да, постојано. Знаете, гледате. Да, затоа не знам која институција беше запалена. Не сте видели. Веројатно гледате една или две телевизии. Океј, ќе ви одговорам на двете прашања. Првото прашање. Јас ви кажав, од врските кои што ги имавме ние околу имплементација на Пржинскиот, така наречен популарно Пржински договор, и ви ги наброја во пресконференција, да се однесуваа на оставка на 100 дена пред избори на премиерот, тогашниот премиер Никола Груевски, кој што ја стана на некој начин 160 дена. Имавме обврска да прифатиме со наши гласови во собрание двајца министри од СДСМ и тројца дополнителни заменици министри. Имавме обврска да донесеме нов изборен законник, во кој што ќе ве потсетам, практично ги внесовме сите барања на Социјалдемократскиот сојуз кои што се однесува на спроведување на изборите, од прашања кои што ги регулираат медиумите во овој период, до прашање како ќе се формира државната изборна комисија, до прашање поврзани со почистување на избирачкиот список и сите други прашања поврзани со таа работа. Прифативме и изгласавме закон за јавно обвинителство задолжено, односно популарно наречено специјално јавно обвинителство, избравме специјален јавен обвинител, изгласавме буџет за тоа специјално јавно обвинителство, изгласавме државна изборна комисија, онака како што 4 партии се договори и тоа го направивме едногласно. И сето тоа го направивме со мнозинството гласови кои што стојат зад ВМРО ДПМН и зад коалицијата за подобра Македонија во овие процеси. Две обврски кои што ги имаше Социјалдемократскиот сојуз беа да ги предадат материјалите во институциите, што очигледно гледаме дека не се случува, заради тоа што до ден денеска по пазари во соседството се продаваат снимки на некои од нашите колеги, за жал. И втората обврска беше да се појават на избори и таа не сакаат да ја испочитуваат. Околу второто прашање, секакво правдање на ова насилство кое што се случува на улиците, за мене е неприфатливо, па макар да доаѓа и од новинари, од медиумска Ма јас не ги правдам. Заради тоа што прашањето ви беше целосно. Која институција? Моја оценка, се извинувам да се докажам, значи ние видовме снимки во кои што беа полицајци напаѓани со камења, беа мавани со столови, беа мавани со палки, тоа од лица кои што беа со оние марами и шами. Видовме институција која што беше демолирана, од каде што беа крадени лаптопи, од каде што беа запален инвентар, која што имаше обид да се запали. Има оштетување на спомен обележја, зградата на Министерството за култура, која што е стара веројатно повеќе од 80-90 години. Порта Македонија, за која што реагираа многу уметници, многу историчари и многу спортисти во овие денови. Споменикот на воинот на конј, споменикот на цар Самуил и ред други. Значи, тоа е недозволиво и неприфатливо. Ние поддржуваме апсолутно право на протест и цениме дека секој граѓанин кој што чувствува дека има потреба да излезе на улица за да си каже свој став, без разлика дали е про или контра одредена политика, да го направи тоа. Апсолутно. Но во исто време кажуваме и апелираме да не се користат со методи кои што се надвор од нормалното однесување на такви протести. Благодарам. Дали има други прашања? Сакам да ве прашам и во контекст на содржината која вие ја изнесовте денеска на пресот, еве на еден сегмент, споменувате дека таа, да речам, многу ниска риторика упатена кон полицијата, да ви се случи Куманово, еден настан кој е болен за секој нормален граѓанин на оваа земја. Нели сметате дека еве со тој говор како владеачка партија од таа јака позиција која имате, сепак ширите пропаганда, говор на омраза, посебно што утре не очекуваат два протести на луѓе кои се приврзаници на две спротивставени страни. Каде е тука одговорноста? Сега ќе ви одговорам. Прашањето е такво како да не се случило нешто, па јас измислувам. И како да немам право во име на партијата да го осудам тоа. Јас го осудувам тоа.
и го осудија многу граѓани на Република Македонија. Но знаете што недостасува? Не го осуди Социјалдемократскиот сојуз. И не го осуди ниту една невладина организација или така наречена невладина организација под капата на Сорос. Ниту едно лице од СДСМ не излезе да го осуди тој настан кој што се случи два пати од двајца различни членови на Социјалдемократскиот сојуз. Ниту еден човек од СДСМ не го осуди тоа. Ниту еден представник на така наречените невладини организации не го осуди тоа. Мислам дека вашето прашање ќе е адекватно да го поставите до Социјалдемократскиот сојуз и до било кој нивен официјален представник, да прашате дали го осудуваат тоа. Заради тоа што болните спомени, кои што доаѓаат од тие моменти, скоро една година зад нас, исто така не подсетуваат и на сите манипулации, и на сите лаги кои што Социјалдемократскиот сојуз и медиумите блиски до нив тогаш ги шире. Се сеќавате дека медиуми блиски до Социјалдемократскиот сојуз цел ден изнесуваа вести дека цело семејство, дека мало девојче е убиено во акцијата на полицијата, подгреваа меѓунационални конфликти, подгреваа луѓе да излезат на улици меѓу себе да се пресметуваат. Каде е тука одговорност? Каде е осудата од вас новинарите или од вашите новинарски здруженија за такво неодговорно однесување? Во оваа држава мора да запре насилството и мора да запрат манипулациите. Све што е да се поддржи, треба да се поддржи. Ние ги поддржуваме протестите. Луѓето нека се излезат, нека си кажат, но не поддржуваме напад врз македонската полиција, не поддржуваме напад врз било каков објект, без разлика дали е во државна или во приватна собственост. Не поддржуваме закрвување меѓу луѓето. Не поддржуваме закрвување внатре во фамилиите. Не поддржуваме закрвување помеѓу комшиите, помеѓу пријателите, помеѓу кумови и кумашини. Време е да запре тоа. Време е да се одржат парламентарните избори и на најдемократски начин, онака како што доликува на нашиот народ, на македонците, на албанците, на турците и на сите останати во оваа држава, се излезат на избори и да се гласаат. Тие што го поддржуваат Социјалдемократскиот сојуз, да се излезат да гласаат. Тие што го поддржуваат ВМРО, да се излезат да гласаат. Било која друга партија која поддржуваат, да се излезат и да си гласаат. На тој начин завршува криза секаде во светот. Ова што Социјалдемократскиот сојуз го прави е јасно дека сака да избега од избори, а со тоа е јасно дека сака да продолжи ова непријателство помеѓу граѓаните во Република